Во ред ви благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДС и ДУИ пред да зборуваат за меѓународен ветинг, треба да имаат домашна одговорност за сторениот криминал. Од опозиција се загрижани, од власт недопирливи. Вака некако ја замислуваат политиката СДС и ДУИ, која ограбија државата и 7 години не помислуваа на народот додека се богатеа. Али Ахмети денес повикува на меѓународен ветинг затоа што мисли дека така ќе се заштити себе и останатите кои недвосмислено влегуваа во милионски бизниси со 0 денари влог. Каде беа СДС и ДУИ 7 години да побараат меѓународен ветинг или тогаш милионските тендери во РЕК, МЕПСО и ЕСМ беа приоритет? Каде беа СДС и ДУИ да зборуваат за ветинг кога милионски суми се трошаа на набавки на рента-кар возила за 2 дена? Каде беа СДС и ДУИ кога фирмите блиски до нив го зголемуваа имотот со фотоволтаични централи? Зошто Ахмети и Филипче не побараа меѓународен ветинг за фирмата за надзор на патиштата и модуларните болници? Почитувани, ова се прашањата на кои СДС и ДУИ треба да одговорат. Како се прави империја за 7 години власт, а нивниот денешен пристап е обид за политичка амнестија за сторениот криминал. Вистинската желба на СДС и ДУИ не е ветингот, туку желба за спас од одговорност. Ниеден обид за дестабилизација на демократијата нема да успее. Затоа и СДС треба да излезе од скутот на ДУИ и да знаат дека доаѓа време за одговори и одговорност. Ви благодарам. Повелете доколку имате прашање. Да, ако може надвора темата, во однос на вчерашната изјава, коментар на министерката за финансии Гордана Бошевска-Димитриевска, може ли да го кажете планот на партијата и на владата предводена од МРДПМН во однос на коридорот 8, бидејќи токму министерката од вашата партија вчера кажа дека овој коридор не е приоритет? Па ценам дека образложението кое што го даде министерката беше навистина опсежно и доволно разбирливо, но би кажала дека тоа е можеби единствениот коридор кој што завршува во тунел кој што нема излез. Така што ценам дека сето она што беше искажано вчера на пресконференцијата е логично и добро објаснато. И уште едно прашање, екс-премиерот Ковачевски година дена најавуваше промена на некакви 5 закони во однос на зголемување на платите на именуваните избраните функционери од 78%. Најавуваше некаква работна група, од таа работна група не видовме ништо, а година дена се зборуваше дека работи. Каков е планот конкретен на владата во однос на ова зголемување? Од опозиција велевте дека е скандалозно. Имаше некакви информации дека министерката на брифинг кажала дека ако се наводи министерската плата ќе си подаде оставка. Па тоа беше и принципот на кој што СДС и ДУИ ја практицираа власта изминативе 7 години, додека презентираа во јавноста дека нешто прават, од друга страна ги видовме ефектите дека апсолутно ништо не прават. Би кажала дека е неодговорно да има толкова голема разлика на платите, од една страна да имате навистина високи плати, а од друга страна да имате многу ниски плати. Целта на оваа влада на ВМРО-ДПМН е да го подобри животниот стандард и тоа е нешто на што како идна влада ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата ќе се фокусира. Од она што можам да ви го кажам е дека целта е да се направи подобар животен стандард за сите граѓани, да нема толкави разлики во платите како што ги има. Власта на СДС и ДУИ изминативе 7 години направи навистина катастрофални политики, особено во делот на економијата, и овие шокови беа неминовно да се почувствуваат. ВМРО-ДПМН како идна влада ќе работи на подобрување на животниот стандард и намалување на големите разлики во платите. Ви благодарам. Ако немате други прашања, дозволете ми да прочитам јас едно прашање кое што пристигна од телевизија Сител и за истото да дадам одговор. Ваш став за поднесената интерпелација за Гаши и дали ќе побарате политичка одговорност. Како претеничка група на ВМРО-ДПМН вчера имавме став по однос на ова прашање. Цениме дека одговорноста веќе е лоцирана, институциите како никогаш до сега превземаа итни мерки. Сега граѓаните сведочат дека има кривични пријави за разлика од минатото и да подсетиме дека имаше времења кога пајаци од градски паркинг удираа полициски работници и никој со прст не мрдаше и десетици случаи од ваков тип на непостапување и безредие беа секојдневие во владата на ДУИ и СДС. Ние докажавме дека држава има и дека законите мора да важат подеднакво за сите. Обидите на СДС, ДУИ и Левица да
земат некои политички поени на оваа тема, не изненадуваат и очекуваме вакви и слични обиди за девијантно однесување од нивна страна и во иднина. Благодарам.